Благодарам, почитувам председател, колеги пратеници. Колега Сугаревски, интерпелацијата за пратеникот Олга Најденовска и председател на Комисијата за образование, наука и спорт ви е неоснована. Иако тука го покажувавте деловникот за работа на Собранието, добро е за граѓаните на Република Македонија да го прочитаме членот 128 од деловникот за работата на Собранието, за да им покажеме на нашите граѓани дека колешката Најденовска во ниеден момент не го прекршила деловникот на Собранието на Република Македонија. Членот 128 од деловникот во став 1 вели: работното тело зазема став за секое прашање што го разгледува и поднесува извештај до Собранието. Во ставот 4, работното тело зазема став со мнозинство гласови од присутните членови, а најмалку со 1/3 од вкупниот број членови. И да ве подсетам, колега Сугаревски, во ова собрание денес мнозинство има ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. Тоа не знам колку да ве боли и да ве прави нервозен, треба да ја прифатите таа реалност, затоа што граѓаните на Република Македонија го даваат мандатот на пратениците и треба да се почитува волјата на граѓаните. А инаку, интерпелацијата на колешката Олга Најденовска е само уште една акробација од палетата акробации кои што ги превземате за да направите девалвирање на функционерите на ВМРО ДПМНЕ. Но едно треба да ви биде јасно и вам и на колегите ваши од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, не можете да ги девалвирате функционерите на ВМРО ДПМНЕ, затоа што се недостижни за вас, затоа што се работни, посветени, одговорно работат кон македонскиот народ и оваа држава и реализираат проекти за добробитта на овој народ и на оваа земја. Колега Сугаревски, бев често присутна на работата на Комисијата за образование и најодговорно тврдам пред граѓаните на Република Македонија дека во ниеден момент не ви беше ускратено правото за збор, правото за реплики, правото за процедурално, ниту пак ви беше скратено времето за говорење. Но зошто? Зошто вие правевте обструкција на работата на оваа комисија и донесувањето на законот за Универзитетот Дамјан Груев? Тоа веќе на македонската јавност и е јасно. Вие сакате да заштитите одредени монополи. Монополи на правниот и на економскиот факултет. Но на очиглед на јавноста денес имаме друга реалност.